Почитувани, добар ден, еве сме на почетокот од емисијата Очи во очи на Телевизија 24. Ви посакувам добре дојде. А темата за која ќе дискутираме денеска е всушност судовите и последиците од одлуките кои тие ги носат, но последиците по самите судови, а понатаму и по сето она за што треба судовите да одлучуваат. Имено, Управниот суд ја поништи одлуката на Собранието, која е конечна, која помина преку Судскиот совет, за избор пред 2 години на Елизабета Дуковска за уставен судија. Таа беше предложена, значи, како оди редоследот преку Судскиот совет за уставен судија, а кој тогаш беше предводен од Весна Дамева. И тогаш на Судскиот совет прво се гласаше за Дуковска, таа доби 11 гласа за, 2 против, а другите две кандидатки, Димовска и Сусулевска, воопшто не беа ставени на гласање. Дуковска беше испратена потоа како предлог до Собранието и беше избрана со 64 гласа за. Сега, всушност, Антоанета Димовска ја поднесе тужбата уште во 2023 година. Тоа е, значи, едната од двете кои воопшто не беа ставени на гласање. Таа поднесе тужба до Управниот суд и сега е член на Судскиот совет. Тогаш, значи, еве, за да бидам прецизен, беше меѓу трите кандидатки за уставен судија кои беа предложени како членови од Судскиот совет. Судскиот совет, значи, основата за тужбата всушност е дека Судскиот совет тогаш го ускратил правото на еднаква можност на останатите две кандидатки да се представат и за нив да се гласа, откако констатирал дека Дуковска го добила потребното мнозинство и со тоа ја прекинал постапката, односно како предлог Дуковска ја испратил до Собранието, која што кажав беше избрана со 64 гласа за. Сега меѓутоа пак се поставува прашањето, имајќи предвид дека оваа тужба трае најмалку 3 години, Управниот суд претходно 2 пати ја отфрлаше тужбата поради ненавременост и поради други причини. Па потоа Вишиот управен суд 2 пати ги укинуваше решенијата на управен суд и сега третиот пат управен носи поништувачка одлука. Со ова, всушност, сега Уставниот суд останува без еден судија. Меѓутоа, не само што останува без еден судија, туку сега се отвораат многу прашања, тоа се како ќе влијае оваа пресуда врз работата на Уставниот суд. Помеѓу другото, веќе очигледно влијае, така што се одложува подготвителната седница за Законот за јазици, која требаше да се одржи на 19 јуни, а имено за овој предмет мора да се одлучува во полн состав на судии. Што ќе се случува пак понатаму со другите исто така одлуки, во кои дури директно учествувала Дуковска, сега всушност разрешена и, ако не се лажам, се враќа сега во апелација. Да речеме, поднос, како ќе се развива ова сега поднос на предметот за, не само предметот за Законот за јазиците, туку имајќи го предвид дека Дуковска беше известител и за оние контроверзни измени за Кривичниот законик. Кривичниот законик со кој всушност се спасија корумпираните функционериите, така може да се каже, или обвинетите за корупција функционери. На начин што Дуковска тогаш беше со став дека за оценување на уставноста и законитоста на овие измени, Уставниот суд не е надлежен да одлучува. И тоа е, гледате, многу честа и многу практична, ефикасна алатка кога нешто сака да се постигне.
А елегантно нема ниту пресуда, ниту ништо. Не е надлежна и готово. Решена е работата во насока која сакате да ја решите. Така падна, односно се спасија со тие обвиненија корумпираните функционери. Аз лично да речеме и ДКСК се прогласи за ненадлежна за анализирање на дипломата на директорот на АНБ. И никому ништо исто така. Не сме надлежни, ние гледаме, доставил диплома. Дали е вистинска, не знаеме ние. Тоа не сме надлежни. И во ред е се важно, процедурата е исполнета, доставена е диплома. Дали е валидна или не сте надлежни. И сега редоследно продолжува и понатаму, сега Министерството за правда пак. Исто така, министерот Игор Филков нема надлежност да ги преиспитува одлуките на судовите. Тоа е сега елемент на независноста на судската власт. И тој не знае ништо сега за ова. Односно, не е надлежен. Никој не сака да се меша во тоа што не му е надлежност. И сега, вели Филков, надлежност за извршување на пресудата на управниот суд има само собранието, односно во конкретниот случај станува збор за судскиот совет. И сега должност на судскиот совет е, согласно одлуката на управниот суд, да ја повтори постапката и да ги земе предвид препораките, да достави нов предлог до собранието. Врз основа на тужбата, а тоа е дека, како што кажав, не се овозможило, не се дала можност на другите кандидати да се представат. Туку веднаш, откако Дуковска добила 11 гласа за и само 2 против, останатите две кандидатки, во случајот едната која тужи и втората кандидатка, воопшто не биле ставени на гласање. И како и да е, значи сега во тој контекст на ненадлежност и никој ништо не знае, нема одговорност, нема објаснување, како пракса, велам, завршува овој круг и со изјавата на министерот за правда Филков, кој прашан за тоа што ќе се случува со одлуките со кои судиката ги донела во изминатите 2 години, значи токму и ова поднос на кривичниот законник, а сега токму во фокусот на законот за јазици, за кој исто така ништо не направија минатата година, 5 години се чекаше, па за да сватат дека треба Венецијанска комисија да ја консултираат, и сега известуваат дека воопшто се одложува подготвителната седница, која ја чекавме толку, и сега Филков вели токму на прашањето, а што сега? Што со одлуките кои судиката ги донела во изминатите 2 години, во период во кој извршува функцијата, вели, па ќе треба да се почека да се види. Не знае. Но она што барем категорички го тврдат или изгледа дека мислат дека знаат, барем не се прогласуваат за ненадлежни и чекаат да се види, е тоа дека реагираат од Уставниот суд, освен што известуваат дека се одложува подготвителната седница за законот за јазиците, затоа што кажав дека овој предмет мора да одлучува во полн состав на судиите, а сега Уставниот суд нема еден судија, одлично. Мислам одлично за неодржување, односно понатамошно пролонгирање на оваа седница. Освен тоа, тие велат дека постапувањето на сите инволвирани органи, како што се Судскиот совет, Собранието и управните судови, предизвикуваат правен преседан кој создаде правна состојба со која ниту еден досегашен состав на Уставниот суд се нема соочено. Таквиот правен преседан несомнено создава правни импликации во постапувањето на Уставниот суд во согласност со неговите надлежности. Кои се, со други зборови, последиците од ваквите одлуки, и тоа интрасудски одлуки, и колку на вистина правдата се носи, и колку е правда ако е задоцнета, имајќи предвид дека ако кога жалбата станува и до кога е жалбата ефикасна, делотворна, како средство.
Карактерот на делотворноста на жалбата мора да ја има ефикасноста благовремена и заштитата на сите права. Ако е задоцнета, а во овој случај жалбата овозможила 2 години сега разрешената судика да делува, се поставува прашањето за сите последици, импликации, ова што Уставниот го поставува како прашање, но и се поставува прашањето колку задоцнетата правда е можеби неправда. А до толку повеќе што сега се влегува во конфузноста и впрочем што е правда. Дали правда или неправда била 2 пати отфрлана тужбата од токму управниот суд заради разни причини, помеѓу другото и ненавременост. Или неправда била 2 пати подоцна од Вишиот управен суд укинувани решенија на управен суд. Или е правда или неправда конечно сега третиот пат одлуката на управен да ја поништи одлуката за избор на Дуковска. И сега со сето тоа и велам и сите ретроградно одлуки незини. И повторно гледате како и да е во центарот на настаните, во фокусот на настаните е судскиот совет. Тие се сега. Тие се кои овозможуваат судовите да играат понатаму. Управниот суд поништува одлука на судскиот совет. И потоа за какви реформи зборуваме? Потоа ќе ни кажат дека промените на луѓето и на кадарот не се реформи. Зошто дошло до ова? И тоа каде? Во судскиот совет, во највисокото тело. Ако е така, ќе има ли одговорност во судскиот совет? Зошто не ги ставиле двете кандидатки, туку проследиле директно во собранието? А ако нема одговорност во судскиот совет, ќе има ли одговорност тогаш во управниот суд? Тогаш нивната одлука е по било какви други основи, но не по основ на правичност, која мора да е исклучива и единствена императив, особено кога станува за суд. Значи не може да нема, мора да имаме нешто тогаш. Некој сгрешил. Еве ја правдата тогаш од управниот суд. Што правиме со судскиот совет? Поради кои сега последици се во изминатите 2 години тогаш. И при тоа еве ја директно последицата одложување на подготвителната седница за законот за јазици. И онака чекана недочекана со години. Или може би е токму тоа. Не може да нема никого. Тоа е да нема никаква одговорност, сите да се виновни или сите да се во право. Ете, ова е денешната тема, колку може пократко, но е навистина и тоа како само оваа одлука дополнително внесување на и конфузија и би рекол намалување на довербата во правосудството, затоа што како и да е, еве, не само што јавноста не знае што е вистината и што е правдата, туку што е најлошо, најчесто не се доаѓа до завршница. До завршницата која би морала да ги расветли околностите. Во право, под услов да е во право управниот суд, да видиме тогаш одговорност од судскиот совет. Или обратно. Или сега никој не надлежен. 6091 924 925, повелете. Добар ден за првиот гледач. Добар ден, ако се слушаме, повелете. Дали имаме некого, повелете? Дали се слушаме со некого? Добар ден. Добар ден, дали имаме некого на линија? Добар ден. Интересна тема, сигурен сум дека има и голем интерес, но ме чуди како ова не функционира сега одеднаш. Можноста да
го слушнеме мислењето на јавноста. Добар ден, повелете ако имаме некого. Дали се слушаме со некого? Еве, како што информираат од Судскиот совет, поништувањето сега на изборната постапка на Дуковска за уставен судија, всушност не ја враќа на незиното претходно работно место во апелациониот суд. Имаме ли некого? Добар ден. Добар ден, дали се слушаме со некого? Дали имаме некого, дали работат врските? Режи, ако има некого, вклучете директно. Сигурен сум дека многумина би сакале да ја прокоментираат оваа ситуација. Председателот на Собранието Африм Гаши инаку го извести Судскиот совет за новонастанатата состојба и сега ќе се почнува со нова постапка за избор на уставен судија. Како ништо да не било. А што ќе биде со одлуките, што ќе биде со кривичниот законик, ете, како вели министерот Филков, треба да се почека да се види. Чекаме и ние на некои од гледачите да видиме дали ќе проработат врските. Повелете, добар ден, имаме ли некого? Сега во секој случај, значи и Гаши ова вели дека по оваа одлука се очекува предлог за нов член на Уставниот суд. Кој ете, очигледно, што мова паднало на управен суд, би требал новиот избор да го спроведе така што тогаш ќе им овозможи на сите да се представат, независно што, еве, во овој случај кој еве падна на управен, се гласало прво за Дуковска, која добила 11 гласа за и 2 против, и автоматски како веќе убедливо за, директно била испратена како предлог до Собранието, без да бидат ставени другите две кандидатки на гласање, а Собранието го добило тој предлог, ја избрало со 64 гласа за. Тоа е сега слично како што и ова чекаме сега од председателката Давкова предлог за гувернер. И Собранието гласа за тоа што ќе стигне до нив. Дали имаме некого, дали нешто стигна како воспоставување на врска или имаме проблем со линиите? Ало, добар ден. Добар ден, конечно. Повелете, да. Драго ми е што... Ме слушате ли, господин? Ве слушам, повелете, ве слушам, да. Повелете. Еве уште еднаш. Поздрав до вас. Благодарам, нешто не функционира линиите. Повелете, да. Имајте убава работна седмица. Благодарам и вие исто. Да, благодарам. Јас сега како прв, не знам дали ќе се снајдам во овој паралелен лавиринт. Меѓутоа, вие доста кажавте податоци, мислам дека тука некаде ги знаеме тие податоци, меѓутоа, знаеш, ова испаѓа како во некој лавиринт се вртат и Министерството за правда и Судскиот совет и така. Само што нема излез, тоа е проблемот, заглавени во лавиринтот, само уште повеќе. Лавиринтот тешко ако влезеш, тешко се најдува кралот, не знаеш, има многу тапи места во лавиринтот. Тоа е само еден излез има во лавиринтот, а има многу пати кај што ќе нема да влезеш. Лака да ви кажам моето видување. Да. А многу работи во правото, господин Лајк. Тоа ќе кажеме нешто пратичи ги сите состојби правни и економски. Ќе кажам нешто во превирањата и во Уставниот суд. За законот за јазици. Па толку од кога е законот за јазици? Зошто сега? Баш требаше ли има седмица закажана? Зошто ја одложија седмицата? Има од решија Венецијанската комисија, има одлука како да се носи. И зошто сега да се расправа за законот за јазиците? Кога е законот донесен? Кој да расправа за јазиците? Уставниот суд, господин Рисов, нема надлежност да ги менува законите кои ги носи Собранието. Ако зошто тоа Собранието постои, ова сум го кажал неколку пати. Зошто Собранието носи закони ако Уставен суд може да ги отфрла?
како неосновани или па да најде некој таму работи кои не се уставни. Значи се што е во уставот запишано, тоа е уставно. Значи уставна категорија, дали е добра или не добра, тоа е. Благодарам, поздрав до вас, повелете ако имаме гледач, добар ден. Добар ден, повелете, дали се слушаме со некого? Ако проработеа врските, да го искористиме максимално времето. Повелете, добар ден. Добар ден, се слушаме. Вие сте се слушаме, да, одлично, повелете. Да. Вака, сега, нели, нашата тема судството, би рекла, ова е сега... Да, ова е сега, ве слушам. Да. А сега е интересно вака не изборим колкото за Ставниот суд, значи вака ние треба малку, нели, народот да знае, ова е малку перфидна игра, да речеме, меѓу, нели, во политиката. Тука се збори за македонскиот идентитет. И нели се рековме дека ајде владата, пошто ние сепак ја бираме, нели, треба малку да пази, нели, пред народот. Збориме се конкретно, мислам дека ова случај за бугарите во уставот. И сега веројатно Ставниот суд, пошто нели ние не го бираме, да речеме, конкретно може да се каже словно дека он е како влада во сенка, да видиме, да пазиме зашто нели некој судија еве сега си дал оставка и дали нешто и Уставниот суд е под притисок, да речеме, еве од странство, нели, за да се внесат бугарите во устав. Зато збориме сега некој судија можеби не сака, нели, е под притисок, затоа рековме тука има, нели, малку е перфидна играта и голема. Збориме Уставниот суд има, нели, голема надлежност. Затоа реков треба да се објасни кога вака, нели, некој суди Уставниот суд ќе да знаеме, мислам да се направи стварно емисија, да речеме, нели, пошто не знаеме што се бара од Уставниот суд. Ако е за бугарите, нели, да збориме исто за јазиците, пошто, нели, Мицковски некако се противи. Сега знаете, ова е некое превирање меѓу владата и Уставниот суд. Затоа реков, сега не знам како иде тука, нели, кога некој ќе даде, нели, оставка во Уставен суд, збориме, значи колку има време да се избере, нели, нов судија, пошто сваќате тука се несуваат големи одлуки, збориме огромна одговорност има Уставниот суд. Затоа мислам вака е ова неодговорно, затоа што Уставниот суд пак ќе речем, не го бираме ние што би требало, значи треба пак како владата да мисли на народот, сваќате да му возможи тоа што го бара народот, збориме. Затоа реков, треба многу работи, сега би рекла, не знам колку, нели, како, дали може без еден уставен судија се носат некои одлуки, нели, колку треба сензус, дали, нели, 9 пред 5:4, нели, колку суди како несуваат одлуки. И сега да речеме пак, нели, малку, да речеме, дали по Уставниот суд некако нови начин го, може би Мицковски сваќате го уценува. Знаете, ова е голема игра, демек, еве, тука се спаѓа, нели, да речеме, еве, Да, ви благодарам. Спомнав за законот за употреба на јазиците мора да учествува во полн состав. Сега се поставува прашањето дали воопшто со оглед на тоа што седницата подготвителна за законот за употреба на јазиците беше закажана за 19 јуни и еве од Уставниот суд непосредно пред почетокот на емисијата соопштија дека се одложува подготвителната седница 19 јуни. Сега се поставува прашањето со оглед на овие околности дали воопшто и ќе има седница пред локалните избори. Сега коинциденција или... Повелете, добар ден. Добар ден. Да, се слушаме, повелете. Се слушаме? Да, вие сте, одлично. Видете, Уставниот суд, не, сите суди, не само Уставниот. Тие како некоја детска градинка се. Дали има некоја друга држава вака што се занимава, натрешно, со судството, што не знаат што работат. Во Европа убаво кажа, 98% вратата да им се покажи и змива не кодат, дека копат, дека ждијат. 2% достанат во судот. Како не се срама тоа што го прават? Цело време се занимаваат судот, Уставниот суд, јазиците, па што не ги стават јазиците, грклените и забите, уедно да судат, па луѓето да ги нема. Бог да чува, во која држава ова се прави со судот? Не се знае во другите држави дали постои суд или не постои. Има проблем во судот, се си донеси одлука. Ова реклами прават, омаложување прават. Ја не знам што прават. Тие луѓе примаат плата или што прават? Како може да додат ван законите нон-стоп да носат одлуки вакви, па речи да ќе ги правиме па такви, па овај не е подобен, па овај е многу подобен, па бе Бог да чува, тие има завршено право нешто или дипломчијата така се земени, и кој како сака предлага, кој како сака избислува,
кој како сака се организира, едни преку други скокат. Абе, до што личи ова? Држава ли сме, што сме? О, Бог да чува. За државава пропаѓа, тие судството оро играт затре. Пак ќе се вратат детска градинка, деца на повеќе донесат одлука. Срамота ова што се прави. Дуковска. Ова. Така да, ви благодарам, ве поздравувам. А инаку пак тужителката за овој случај тогаш беше, како што кажав, една од трите кандидатки за уставен судија, а сега е пак актуелен член на судски совет. Повелете, добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Сега вака изол. Кажете, да, повелете. Значи тие судиите кажа претходниот гледач. Добро кажа како детска градинка се. Значи убаво тие си донесува закон 78% пратеници плата да земат и обичните граѓани само ги судат за чебапчењето лумби, што ти знам. И си донесува закон за да не одговарат тие големите риби за криминалите, си донесува тоа усабрниот суд кој донесе тој закон и да не одговарат сега за криминалите за Скопје 2014, овие што прават урбаната мафија кај Континентал и кај Holiday Inn. И сега вечер на една дебатна емисија, па Севчо Јакимовски се доводува одно у затворбе. Тие земат пари од овие градежници и од урбаната мафија, не само Стевчо и од ВМРО и од СДС. Значи нови закони треба да донесат за тоа, они немат доверба у македонски, они не го слушат гласот на народот. Треба да го слушат они гласот на народот. И да се земат на одговорност тие суди што ги донесуваат тие закони за овие што правеа големи криминали, они Мариоти што ги правеше, они Мијалко. Еден има у Росман кај на Скиро Шошев, продаде земјиште цело на неземјоделец и субвенции му дава. Значи Мицкоски треба да рачиста и по собствените редови. Ова е и да го слушат гласот на народот. Ова е порака од цел македонски народ. Поздрав и пријатно. Благодарам, поздрави до вас, кој ни е следен. Добар ден, повелете. Добар ден, Исо. Поздрав, повелете, добар ден. Перфектен си денеска. Благодарам. Облеката, изгледот, од лани не сум се јавил, Аха. затоа што секој ден патриоти, апологети, нестручни луѓе коментираат, еве денес да речеме... Ете, почесто јавувајте се виете, малку стручна. да се смени тој сооднос. Да, еве денес е строго стручна тема и ги нема овие да се јават. Знаете ли зошто? Ние како гледачи Кажете. сме хендикепирани од ја немаме пресудата на управен суд. Еве зошто ќе ти кажам и тебе и на другиве гледачи. Дали е поништен изборот на кандидатите или е поништен целиот оглас? Тоа не знаеме. И за тоа не се јавуваат луѓето. Односно, не се толку стручни, мислам, секој ден ги слушам, од лани не сум се јавил. Вака сега, има излез. Ако е поништен огласот, се повторува целата постапка. Значи, тој што го објавил огласот, наново го објавува, се јавуваат други кандидати, што ги исполнуваат условите, се разбира. Ако е поништен само изборот, се налага да се изврши нов избор од редот на пријавените кандидати. Друг кандидат не сме да се пријави. Ете, тоа е стручно. Јас сум бил цел век стручен, затоа, мислам, се вклучив. Иначе, секојдневно апологети, патриоти, не можам више да ги слушам. А да ти како кажам. ќе влијае сето ова тогаш врз работата на Уставниот суд и донесените одлуки во изминатите 2 години? Па, мора да се постапи по одлуката на судот, затоа велам. Не ја имам одлуката, не знам што вели, дали е огласот поништен, дали е изборот поништен. Што налага да се изврши нов избор од пријавените или налага да се повтори целата постапка? А тоа што е донесено, донесено е. Нема, тоа не се враќа назад. Сега треба да се изврши или нов избор, или да се распише. Така, благодарам. Но и ако не се враќа назад, секако
пак за ова во иднина се одразува. Ако ништо друго, ете, прва последица на ова е одложување на подготвителната седница на Законот за јазици. Инаку, од она што го имам јас, ќе проверам и подетално, па ќе дискутираме и во наредните денови. Всушност дека Управниот суд ја поништил одлуката на Собранието за избор на Елизабета Дуковска за уставен судија од пред 2 години. Со оглед на тоа што Собранието ја бира, меѓутоа ја бира на предлог на Судскиот совет. Собранието ја избрало со 64 гласа за, но управен, од ова што го читам јас, го поништил изборот на Собранието, затоа што всушност, како што кажав, според управен, Судскиот совет гоускратил правото на еднаква можност на сите кандидати. Во случајот биле 3 кандидатки. И јаускратил можноста сите да се представат и за нив да се гласа. Така што прва била Дуковска, која добила 11 гласа за, 2 против, значи го добила потребното мнозинство, и Судскиот совет ја прекинал постапката, директно го проследил како предлог до Собранието, кое потоа ја избрало со 64 гласа за. Управниот од она што го имам, значи ја поништува одлуката на Собранието. Но тоа е резултат, на некој начин последица од, очигледно, значи, несоодветната процедура на Судскиот совет. Затоа што им гоускратил правото на можност на останатите 2 кандидатки воопшто да се представат и за нив да се гласа. И останува, значи, нејасно, може би не би добиле доволно, може би помалку гласови би добиле, а може би и повеќе. Но, значи, едноставно, како нелегитимна ја оценува одлуката, односно изборот на Дуковска од страна на Собранието, со тоа што Собранието не е директно, тоа е затоа спомнав, како со сега предлогот за гувернер. Кого предложи председателката, тој е. Собранието не е виновно. Што предложила, тоа гласаат. Каков материјал дала председателката, тоа ќе биде. Тоа ќе гласаат. Меѓутоа, тежиштето е на Судскиот совет тука. Дека не има возможил на сите 3 кандидатки подеднакво. Туку веднаш добила првата кандидатка Дуковска мнозинство и веднаш отишло на Собранието. Како предлогот отишол. И тие си го гласале. Сега тоа го поништува управен суд, но спорна е процедурата на Судскиот совет. Ете пак скандализирање со Судскиот совет, кој сега предизвикува импликации вакви. Или ако е чист Судскиот совет, тогаш да видиме што прави и управниот суд. Но како и да е, затоа и ви спомнав, и управниот суд на 2 пати ја отфрлал тужбата. Па одело на Виш управен суд и тој 2 пати ги укинувал решенијата. И сега ова е 3-та одлука на Вишиот управен суд да го поништи изборот на Дуковска. Изборот од страна на Собранието. И сега, па кој е исправното сега? Тие што ги поништиле прво управниот суд и Вишиот управен, или сега оваа последна? Затоа нема крај на конфузијата. Или Судскиот совет го... А при тоа спомнав, тужителката во овој предмет Антонета Димовска дека и било ускратено право, како тогаш една од 3 кандидатки, сега е актуелен член на Судскиот совет. И сега, значи, сменети се и конфигурацијата. Не тогаш била Весна Дамева председателка. И повторно, затоа може да се насети сега што ќе слушнеме ние од актуелниот председател. Исто така, не може да коментирам, не сум надлежен и слично. Најверојатно од тој тип. Не сум бил јас тогаш. А што понатаму? Еве ги импликациите. Повелете, добар ден. Ало. Да, повелете, добар ден. Добар ден, ве поздравувам. Исто, да, благодарам, повелете. Видите сега. Еве, вие сте од правото, баш кажете ни, ајде, појасните.
Не, видите сега, нека не ми замерат гледачите, ама нека ме слушат овие што се на власт. Пошто не знаат тие шпански дека ние, како шпански да говориме ние гледачеве, еве сега ќе одговорам на земјоделски. Секој стопан си ја гледа стоката да не му остане гладна. Така? Добро, така. Ама видите сега компарација, пошто ова на земјоделски начин го сега говорам. Да, поедноставен. Стоката е на цена, ама луѓето се ефтини. Сега ме разбирате? Сосема, да. И сакате да биде како што треба во нашето судство. Исо, вие сте по старата генерација. Дали за времето на Тито вака имаше, судот си играше мајтап, кој како сака ќе се изгласи, кој кого сака ќе предложи, кој кого ќе сака да изфрли, дали го имаше тоа? Но немаше, така? Па не можам нешто конкретно да се сетам, да. Немој да се вреѓаат граѓаните кога ќе ги кажам, исто на земјоделски, дека не се имале држава, нема ни да имат. Може би имал одлуки, вакви, онакви политички, ама биле единствени усогласени. Тука не се знае кој што. Кој како ќе си надробил, така ќе си сркал. Го се знае, го носат на Голи оток. Овде, баш и бузук станавме, Исо. Верујте, не се знае кој што прави. Значи, стварно е абсурдно. Натаму не ќем да ширам демагогии. И одговорив на некои од гледачиве што аналитичари, политичари и ред други работи што се прават, да знаат како оди системот во државата. Абсурдно е. Верујте. Благодарам, поздрав до вас, до слушање. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден и убав ден. Убав ден и вам, повелете, да. Гледачи, како да кажам, ја мислам дека многу знаеме што се случува, меѓутоа сме немоќни. Значи, не знам, немоќни мислам затоа што не знаеме да се соединиме. И затоа вака ми се случува и секој ни прави што сака да ни прави. Значи, државата е народот, меѓутоа, за жал, народот е разделен. И затоа што народот е разделен, затоа вакви злоупотреби се прават. А функцијата е народна држава. Така да овдека отсупни у празно играње сите што кажава на некој начин, тоа е тоа, значи што се случува. Меѓутоа, ова ти е како да имаш влада у сенка, каде е влада, каде е уставен суд, кој е меродавен, кој е на кого, овдека не можете, овдека буквално се работи за лични интереси. Некако институција, бар ја така го сваќам. Се знае која институција што носи, кој признава, кој не признава, кој растура, кој и така натака. Меѓутоа, овдека буквално човек не знае што да помисли и како да помисли, затоа што едноставно овие наши државни институции, као Уставен суд, као собрание, влада, како да ги наречам сите, значи сите си рачунат како да им е тоа лична својна и сите си прават како се сакаат. Не како што има. Па има ли закон, имате ли устав? Кажи го, министер на правда се брани. Значи, не е меродавен. Па кој е меродавен овдека? Кој се работи за уставен суд? Значи, јас стварно не можам, ние граѓаните повеќе знаеме него они што се прават дека не знаат. Не дека не знаат, него дека така им одговара. И секој си ја префрлува топката на другиот за да се извлече. Не може тука, мора еднашка да се стави почеток и крај. Ти си тоа, брате, има закони и молим лепо, изволте. Ти си направил тоа, ова е меродавно, ова не е меродавно. Нека не игра дичеко фудбалска топка, некоја навака натака и сега. Ви благодарам, поздрав до вас. Добар ден, повелете. Повелете, добар ден. Дали се слушаме со некого? Добар ден. Повелете, добар ден. Ало? Повелете, вие сте, добар ден. Ве слушам. Добар ден. Повелете. Од шупљево празно карикирам, ти реков ми рече. Многу работиве се едноставни да ја објаснам на оваа што карикира стално. Работата е едноставна, да ја ги подсетам гледачите, Уставниот суд која сам си качи платите 500 евра ако се сеќавате. Значи системот ни е целокупно наопаку. Целиот народ знае како оваја судикава што беше за овие што ги осуди по 300 години. Како и беше името?
Да, добро, не ми текнува ни мене, знам на кога мислите. Не ми работи мозоков. Како ја донесоа, ја наградија со тоа што ги осуди ни кривини должни 300 години затвор. Значи, имаат плата по 2000 евра, што работа да прашам? Ништо не работа. Има предмети по година, по 5, по 10. Која власт е, тие играат според нотите на власта. Многу едноставно кај нас. Дали промената на името беше уставно донесена, да ги прашам ја сите тие таму. Нели, без подпис на председателот. И треба веднаш да го поништа тој предавнички договор од СДС. Потоа, гледате, за политичарите застарува криминалот за година, 2, 3, за време на нивниот мандат, така? А сметките за струја на граѓаните, за станарина и било што, не застаруваат ни по 10 години. Нели сме пред уставот сите еднакви? Значи, има дискриминација колку сакате на секој чекор и само тоа треба да го работат за прекршување на правото сите граѓани да бидеме исти пред законот. Благодарам. Ви благодарам, поздравувам. Но не сме да има дискриминација воопшто, а не дури да речеме да дискутираме за тоа дали има дискриминација на штета на државата. Еве сега гледате конкретно, значи седници кои и онака од X причини, а битни и тоа како со години не се одржале, немаме разврска, самите тие продуцираат, генерираат незадоволство, поларизираност и така натаму, затоа што не се расчистени прашањата. Еве сега, случајно или не, по автоматизам излегува дека се одложуваат. И тоа за кој знае кога. Повелете, добар ден. Ало? Да, добар ден. Повелете. Почитувам водителу, по втор пат денес, добар ден, имената. Драго ми е, повелете, да. И мене ми исто драго, што се слушам со вас, а воопште не ми е драго ова што ќе го кажам. Почитувам водителу, која поставена тема, било каде, на било која телевизија, мене ќе ме засегне и ќе ме заинтригира во однос на она дене што го видов случувањето во Штип. Аха. Да се искршат фотографиите, да се уништат од нашите бисери настрадани во Кочани. Почитувам водителу, ова не е вандализам, ова не е тероризам, ова не е иредентизам, ова е проклетие. Ова е очигледно нашето проклетие. А и патолошка состојба очигледно, мислам. Да сте здрав и жив. И некој мене овде ќе ме убедува дека младината ја носиме во прав пат. Ова бидете сигурен дека ова од млади сили, од нечија унија. И за на крај да не должа многу. Каде ќе биде во случајот брадестиот полицаец? Дали и ова ќе го стави под тепих? И второ, за на крај, дали е загрижен градоначалникот на Штип, кој што пред некој ден се слуша дека жена му како специјалист офталмолог ќе биде вработена, не специјализам. Почитувам водителу, спасни нема. Се давиме, тонеме во жива кал. До кога, не знам. Ке си молчиме, чутиме со наведнати глави и така ти ке ве отераме животот. Благодарам. Благодарам, поздрав до вас. Повелете, добар ден за следниот гледач. Добар ден. Добар ден, вие сте, повелете ме слушам. Знаете, правосудството стана многу актуелно, па и овие сите превирања, да речем. Не може ние како граѓани за секој закон си има точки, подточки, акти во се. И не може ние за сите ситници да знаеме и да кажуваме. И сега гледате колку излезе дека нашите закони се многу комплицирани. Многумина од тие што се инволвирани во овие случаи не ги разбираат. А да не зборам за партиите и политичарите што вршат притисок без да ги разбираат, затоа што и тие се дел од ова општество. Не може и политичарот се да знае, ама може да се меша во се, па и таму кај што не му е место. И сега вие убаво рековте, не може еден случај со друг да правиме компарација да ги споредуваме. Тие сите сами по себе си имаат различни тежини.
Сега ова кој е толку јак маж, господинов, што се јавува, што направи сите заспани и северни, а нека оди сега одма веднаш и нека фрла со камења во собрание, нека мести експлозив, што сака нека прави. Па да видиме дали некоја судика ќе го суди или ќе го прогласат за победник во државата. Што меша тоа што не е за мешање јавно во јавноста? Како може, биле вакви, биле такви, треба овој да го слободиме, оној да не го слободиме. Па што е он судија? Адвокат што им е? Ако им е адвокат, нека ги брани како што треба. Ако е судија, нека каже. А не само да оцрнуваме некого без потреба. Таа судика, онаа судика, па не може судиките да бидат ниту по ваша желба, ниту по моја, а најмалку по негова. И судиите општо. Нека бидат по тоа што го пишува таму во законикот. Така и за овој случај. Ние може да коментираме, меѓутоа не треба да заземе страна и некого без аргументи да го напаѓаме и да го девалвираме во неговото знаење. Собранието што е? Улица? А сите ќе правиме што сакаме? Ајде сите ќе си фрламе камења. Благодарам ве, поздравувам. Добар ден, повелете. Здраво. Здраво, се слушаме, повелете. Па види вака, ја многу више не се замарам со овие, знам кои се, што се и колку се корисни за држава. Судии тие биле, тие се све, само не се судиите, се компрометирани, корумпирани функционери. Ништо повеќе од тоа. Суд, судија, обвинител, адвокат, тоа е све превара жива. Да отидеш на Битпазар, дека кај оние што ги вртат оние кибричиња на где е куглица, где е куглица, повеќе унивки имаш доверба него овие овде. Мислам, излишни се за... Барем ве што го прават тоа, ако не ќе се согласите. Да, па не можеме куглицата да најдеме. Ништо топче. Така. Слушај, другарче, Кристина Агилера, како ќе каже, така ќе биде. А ова ја наметнуваат патриотиве, некоја се како ја рече по име, по презиме Конјановска, не, како и беше. Не е бит. На кого мислите? Некоја за уставен судија, па ја враќаат, па ја одбиваат, па не ја примаат. Аха, за Елизабета Дуковска. Дуковска. Да. Види, значи, поништена и е. Не име на американците на Западот по кеф. Да име по кеф, ќе биде таму, ќе биде стена. Како може уставните судии да прифатат уставни промени во врска со јазикот, каде што таа Болонска комисија, да речам, каде што направена за максимум штета да ја направи на Македонија, да припати еден куп плуваници да ги проголта, па дури и они се побунија на тој Артан Груби кога рече кој ве стриже вас. Јас како што ќе кажам, така ќе биде и Уставниот суд тоа го прифати. Значи, тоа е до Западот проблем. Поздрав. Благодарам, поздрав до вас. Добар ден, повелете. Здраво, Исо. Здраво, повелете. Се сетив, судикава Кацарска. Така, добро, Добрила Кацарска, аха. Оваа што се јави предходнава, што ги брани овие предавници од СДС секоја емисија, па се осеќам прозван да ја објаснам. А она вика, било тоа заказнување, со задоволство зборува дека тие луѓе што ги осуди она над 20 години од човек, околу 300 години сите заедно, како не е срам, ни патриотизам, ни ништо, само затоа што нејзините од СДС што има некоја корист, го направиле тоа. Тоа беше направено по наредба на Калето за да се уплаши народот кој ќе се смени уставот, никој да името никој да не излезе на улица. Тоа е толку едноставно. И она за тоа беше наградена во Уставен суд. Тоа сакав да им го објаснам. Тоа е реалноста што сите ја знаеме фактички. И друго да кажем, самата промена на име на држава за мене е противуставно и треба да се одговара за предаство. И тоа не е никогаш касно. Значи, тоа е битното што треба да се каже и противуставно, да кажеме, е сето она што ги засега човечките, да кажеме, човечките права на секој граѓанин од државата. Секој треба да биде еднаков пред законите. Значи, без разлика дали е богат, дали е криминалец, дали е политичар.
гледаме што се случува. Судијата во Тетово си досудува 2 години за усмртил човек со дракајка, ваму 12 дека имаше протести, да немаше протести ќе беше многу помоце. Значи, кој како сака се суди, значи, граѓаните се обесправени. Благодарам ве, поздравувам. Добар ден. Веќе сме на крај од времето, во почетокот пак имавме и пречки со линиите, па и уште пократко ни беше времето. Но добро е, веќе го надоместиме тоа утре, барем што се однесува до мене, ќе гледамо до на што ни е на располагање од времето да го искористиме. Што повеќе ви благодарам, особено ете кога имаме добри дискусии, конструктивни, секако тоа и е неопходно така да биде. Ви благодарам за вниманието, за учеството, ви посакувам пријатно попладне. Довидување.